Glasot na narodot со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, почитувани, тоа е жива емисија, во секој случај. И може би тоа што е после нова сезона, но имаме големи предизвици. Предизвици што рекол го денос со светот во телевизија Вистина, Гласот на народот, и да слушаме за она што светот говори во сите овие изминати месеци, имајќи факт дека најлошото е тоа што војната не носи ништо, само одзима. Но, дај Боже, после оваа емисија, после овие анализи, да дојде тоа примире кој наистина значи многу, не само за регионот, значи за светот. По тоа повод, почитувани, темата е насловив Мајдан во Белград и дали има крај од војните во Израел и Украина. Со мене вечерва е Сем Вакти. Добро вечер и добро дојде, Сем. Good evening. Good to be here again. Ти благодарам. Со мене и со вас, почитувани, вечерва директно од Белград е одговорниот уредник на телевизија Хепи, Филип Радојнич. Добро вечер и добро дојде, Филипе. Добро вечер вам и ваш. Добро вечер вам и на вашите гледачи од Белград. Почитувани, вечерва неизбежен е Жан Становски, мојата десна рака и мојот голем пријател и соработник, кој навистина без него гласот на народот ќе замре. Без куртоазност, велам вистинска смисла зборот, бидејќи носиме ексклузивни гости, но благодарам со голема почит и љубов, тоа го прави и партиципира емисијата да биде гледана. Еве, Сем, ќе ми дозволиш, заедно ќе ја реализираме со тебе емисијата и со Филип, да му дадеме простор на Белград и на Србија, со оглед дека имаме едни настани кои зателаса, да речем, во секој случај ситуацијата, и мајчи факт се спомнува дека дали можен Мајдан во Белград. Филипе, ја почитувани, ќе се обидам, доколку ми дозволите, сепак да се обратам на српски, да сум мојот соговорник. Господине Радојничу, фала еш едном што сте дел овог програма. Дел од програмата. Управо, шта се заправо десило у Србија након избора? Се случи по изборите во Србија? Оно што до вечер ще имам, добро вечер, уште едно што се случи, можеме да кажеме, беше изненадување, нешто што и не беше изненадување. Тоа сакам да кажам. Изборите во Србија се гласуваше за парламентот на Републиката, за парламентот во Белград и за неколку општини и за парламентот во Војводина. Тоа што се знаеше во суштина на почетокот пред изборите беше дека за парламентот републички се знаеше дека СНС ќе однесе убедлива победа заедно со една од другите партии кои што малку потврли опозицијата, нема инфраструктура толкава, нема толку многу луѓе зад себе кои што би ја поддржале, така да ситуацијата не се случи кој ќе има мнозинство во парламентот и кој со тоа ќе формира една влада. Тоа што беше изненадување беше Белград, но во кој смисол? Самиот председател Вучич и СНС 5-6 месеци пред изборите во некои анализи самите укажуваа дека опозицијата има мнозинство во Белград, дека таа ќе победи, но работата и во активностите во последните 6 месеци доаѓа до неочекуван пресврт. Јас би рекол многу поголем од јас што очекував и опозицијата падна и сега доаѓаме до резултатите каде што СНС заедно со Социјалистичката партија на Србија имаат 55 пратеници од 110, значи половина, остатокот 55 е опозицијата, но опозицијата од различни странки имаме продемократска, проевропска опозиција, но заедно со некоја национална опозиција и со големото изненадување оно и движењето за Несторовиќ. Така да, што не очекуваше опозицијата овој пресврт на градските избори, веќе очекуваат таму дека ќе оспеат мнозинство и дека ќе формираат градска влада сами, што во Србија значи многу. Третина од буџетот на Србија оди во проблемите за Белград и за Белград, тоа не се случи и сега имаме пата карти, потоа доаѓа по изборите до демонстрациите на опозицијата, таа проевропската, меѓутоа многу мал број од луѓето излегува на улица за разлика од порно, нема така наречена критична маса за да можат нешто да направат. Пред неколку дена имаше и насилство, каде што мораше да интервенира и полицијата.
Така да ова пата карти ќе видиме како ќе се одвиваат работите во наредните денови. Тоа што може да се очекува во сабота е од две причини. Опозицијата повика на голем собир, опозицијата се собира секоја вечер, но во сабота во 12 на пладне огромни демонстрации на опозицијата се закажани. И она што е најважно, друга работа во сабота доаѓа до повторени избори на 34 гласачки места и како што некои медиуми кои се блиски до режимот тврдат дека може да бидат и многу опасни, може да доведе до големо насилство. Се надевам дека тоа нема да дојде. Тоа што опозицијата го замера на владеачката странка е што наводно изборите се украдени и дека од Република Српска биле повикувани граѓани да гласаат за СНС, но правно, рамковно, оние кои што имаат престој во Србија имаат право да гласаат и нивните нешта паѓаат во вода. Очекуваме Уставниот суд да се изјасни, но изборната комисија ќе потврди тие резултати. Тоа што е интересно, опозицијата на секое место имаше свој представник, каде што сите ги подпиша протоколите од листите, дека е се заклучено, дека добро поминало и по 2 дена доаѓа демонстрација. Зошто нивните лица подпиша вакви листи дека се во ред, а потоа да излезат на избори, на протести, е прашање за нив, но тоа не ја дефинира добро протестите. Зошто протестирате ако сте подпишале како протокол од изборите, од листите? Имаш неко питање? Хотелте нешто питати за... Прашам, сакам во врска со обидот на мајданизација на Србија, како што некои медиуми тврдат, и аналитичари во регионот. Има ли такво? Па, знаете како? Знаете, тоа е целосно прашање да видиме што се случува во Украина, во Израел, што се случува, обид се прави на оно што се случува во Србија во регионот, но поентата околу овие избори, ако говориме за нив, поентата е дека некои странски наблюдувачи кои подпиша исто така изборни, дека изборите беа во ред и во некои медиуми каде што опозиционите странки ги држат тоа се тајкуните кои помагаат на опозицијата, велат дека не било баш све добро на изборите. Сакам да нагласам дека по подпишувањето рекоа да официјално е се во ред. Тоа што е важно е приказната дека наводно Западот ќе поддржува повеќе проевропската опозиција, но се случува во последниве недели нешто чудно, а тоа е господин Понош, кој што беше противник на Вучич минатата година на изборите, каде што буквално го извреѓа рускиот амбасадор заедно со американскиот. Да повторам, американскиот амбасадор Криптохил рече дека изборите поминаа во ред со мали или ситни проблеми, каде што во секоја земја ги има како на мали и ситни проблеми, но во секоја земја, но кажа дека изборите поминаа во ред и дека е согласен со резултатите од изборите, американците се сложуваат со резултатите дека легално и исправно. И интересно е дека Поноша вели потоа дека рускиот амбасадор и американскиот амбасадор треба да одат на риболов, да се одморат. И го чуди зашто американскиот амбасадор кој што е дојден на 25 Божи, зашто не отишол дома да се слави со семејството, туку останал тука и го повика заедно со Харченко, со рускиот амбасадор да одат на риболов, дури на Кавказ ги праќаше да се одморат троа. Така да е големо прашање дали ова проевропска опозиција навистина проевропска и прозападна, тоа е големо прашање. Филипе, јас ќе ти се благодарам за интерес на времето. Ќе те повикам повторно за некој ден, затоа што имаме нови состови кои што ќе се случуваат во саботу. Уште еднаш ти благодариме и среќна нова година и божични празници. Hvala vama i благодарам također da proslavite vi i vaši gledaoci Novu godinu. Посакувам да прославите и вие, вашите гледачи, и Нова година и Божич и се најдобро. Белград, Филип Радојнич, одговорниот уредник на Белградската телевизија Хепи, ексклузивно за гласот на народот и телевизија Вистел. Ние продолжуваме натаму, ќе го поздравиме Филип Уштенешка, ќе го поздравиме секако Сем. Happy New Year. Да, среќна Нова година. Одиме со вас, господине Вакнин, со оглед дека прашањето беше и се уште и го додадов како едно, да речем, тој трилинг, дали е на повидо крај на војната во Израел и во Украина. Еве, нека биде со насловот. Го прашав и за можната мајданизација на Србија, на Белград.
Što bi dodali na sve to? You would like me to discuss Israel? Сака за Израел, Украина да Да, дискутираме. то ќе го збориме, да. Просто не Само сум можете баш експерт 2-3 за збора, Србија. дали Да, може неколку тоа зборови. да се случи. Дали може тоа Некој да се донесе случи? Украина у Белград, оригината. I doubt it, but I'm Се not сомневам. on the level of Не сум на ниво на експертиза за ова. Тогаш ве молам ако можете за ова. Let's talk about Israel and Ајде Ukraine. да за Израел, Прво за Украина Израел, говорим, има ќе ги ли знам шанса составите. да дојде до крајот на војната? So Israel made the Израел mistake of направи taking грешка со нападот врз Газа, тоа беше грешка. because Hamas Затоа што is Хамас not only не е само a military movement. војно движење, милитантно движење. Хамас исто така е и политичко движење. Hamas is also Хамас исто така е и социјално движење. Hamas is an Хамас ideology. е идеологија. You cannot И defeat не an можеш ти ideology да поразиш идеологија со армија, if доколку people support луѓето the ја ideology. поддржуваат таа идеологија. This was the discovery Тоа of беше откритието на Соединетите држави во Виетнам. the United States Соединетите држави во Виетнам не успеа destroy the Viet Cong. да ги уништат Виет Конг во Виетнам. They tried everything. Се обидуваа со сите напори, со авиација, со ракети, со напалм бомби. So Israel is И trying to Израел се destroy обидува да ги major уништи political player in the Palestinian главниот scene. политички играч во палестинската средина, а тој ужива 40% поддршка кај населението. И не е можно тоа да се направи. The second problem was Вториот проблем беше што Израел го менеджира војната од озгора во најголем дел. Над земјата, но Хамас не е таму. above ground. Хамас не е над земјата, тука имаш цивили. Hamas. Не е Хамас. All of Hamas. Сите лица на Хамас се под земја. And И Hamas divided Хамас ја подели себе си itself to three parts: на три дела. the south, the Југ, center, and центар и север. and these three И parts овие are три independent дела of each other. независно од еден од друг So if you функционираат. conquer И the ако northern го part of Gaza, освоиш северниот дел од Газа when you destroy the и го tunnels, уништиш you destroy тунелите the city under и the градот под градот, што е, city. It has no impact on Hamas нема влијание врз Хамас тоа. because Hamas Затоа has што reserve. Хамас има резерва во центарот Even bigger и reserve. дури поголема резерва на југот. There's no way to О, win this. нема начин да се победи оваа војна, нема шанси. So Israel Така now да Израел сега is beginning to се face the обидува reality да се соочи со реалноста, that the goals of the дека war целите на војната were not realistic. не се реалистични. The goals of the war, Целите на војната it was impossible to е realize. невозможно да се постигнат. So now Israel must Така stop. да Израел сега треба да ја запре војната, но не знаат како. They don't know how because Не знаат all како, the politicians затоа што said, сите "Yeah, политичари we're going to велат destroy да, ќе ги Hamas, уништиме we're going to Хамас, kill, and ќе now убиваме и така they натаму. И discover сега it's откриваат not possible to do. дека е невозможно Комплицирана тоа ситуација. да се направи Not тоа. possible. Не е Not возможно, не е комплицирано. Невозможно. Не е можно. Not possible. So what to do now? И што ќе се прави сега? So I think what Israel will do Она is што will Израел ќе го establish направи, ќе го a постави safety zone, a safety безбедносни зони како belt појас in northern Gaza, во северна Газа, in the north. во северот. Because the north is completely Затоа што destroyed. северот е целосно There's no уништен. possibility Нема for the можност population тука to за return from населението the да се south враќа од to the југот north. кон северот In на the north, one енклавата. of every two Во buildings is северот destroyed, една од две згради е уништена, and the other half is damaged. а другата половина е уништена, Possible human односно habitation оштетена. in the Тука не може да се живее, значи луѓе не може да Israel will живеат. Така да convert Израел the ќе North Gaza to северна a Газа security ќе ја zone. направи за безбедносна зона, да и Негев да го заштити јужниот дел од Израел. And I think И after that will потоа divert its army ќе to the се north. ќе насочи And will армијата start кон a war северот in и the ќе north започне against Hezbollah. војна кон северот I think this кон will happen Хезболах. very soon. Тоа многу Of course, скоро Israel ќе се will случи. say, Секако "We Израел ќе finished тврди the да war in ние Gaza, завршиме we војната во succeeded, Газа, ние we have a успеавме, victory, we ние имаме destroyed победа, Hamas." ние го They уништиме will say Хамас, all тие this. ќе го тврдат тоа, But this is not true. но тоа не е вистина. Out of 20, Од out of 20, од 30, 35,000 fighters of 35.000 Hamas, борци на Хамас, after по 82 days, 82 Од 7 дена, октомври. Да. yes, Israel succeeded Израел to kill успеа да убие 8,000. 8.000. If we believe Israel, Ако веруваме на Израел, 8,000. 8.000. So there's another Така да има 25,000. уште 25.000 преостанати. And these 25.000. И 25,000 овие are in the 25.000 south се на југот of Gaza, на which Газа, is next to Egypt. кој што е граничи со Египет. And they are receiving И weapons тие through the добиваат sea from оружје Iran. преку море and од through the land Иран from Egypt. и од копно преку Египет. How can you defeat this? Како ќе го победиш ова? The only option of Israel Единствената опција на Израел is to сега stop the war, е да запре declare војната, victory, да пријави победа, and да објави start a new победа war in the north. и да почне нова војна на северот против Хезбола. Египтчаните рекоа дека имаат некој мировен договор. Справете ме.
The Egyptian Египтяните Egyptians made a proposal to both дава sides предлог на двете страни for a peace, за not мир, peace, не ceasefire. мир, примирие. Прекид на војната. So it will be ceasefire. Ќе and биде then there will be примирие, а elections. потоа ќе има There will be избори, a technocratic ќе има government in технократска Palestine. влада во This Палестина. technocratic Оваа government will технократска prepare влада elections, ќе подготви избори and after и that, the потоа hostages that Hamas is holding will be released заложниците against кои што ги држи Хамас ќе бидат ослободени, за Israel узврат ќе holds се ослободат 10,000 палестинските. Palestinian Израел држи 10.000 The палестински Hamas заробеници. holds less Хамас than 100, има fewer than помалку 100 live од 100 prisoners. стотина Because живи now we know that 30 prisoners died. заложници. Знаеме дека 30 заложници 30 hostages загина, died. значи 30 заложници загина. So, Hamas has 100 Така да hostages, Israel Хамас has има 10,000 100, prisoners. а Израел Hamas има wants 10.000. 10,000 prisoners for Хамас 100 сака hostages. 10.000 за 100 да And размени. Even the И- Egyptian plan И покрај тоа што includes египетскиот план ги Egyptian вклучува plan includes Хамас, Hamas. египетскиот план го вклучува Hamas Хамас. and the Palestinian Хамас и Authority, палестинските Fatah. власти, Фатах, they will make peace, тие they ќе will make a направат joint мир, body, заедничко тело and ќе there will be формираат elections in- и ќе има in избори Palestinian territories, на which is територијата Gaza на and Палестина, West која што Газа Bank. Even и Egypt doesn't Западен say брег. that Hamas И Египет не will вели not be дека Хамас included in нема the да биде process. вклучен во процесот. There's no way to. So Israel must become Така да realistic, Израел must мора да wake стане up реалистичен, да се разбуди and must realize и мора that да the real свати threat is no дека longer in Gaza. заканата The не е real во threat Газа, is in вистинската Lebanon. закана е од Либан. Имаше некоја анализа, сега не знам доколку ви се допаше анализата, Израел од мртов стана предатор. Israel is an occupier of territory. Окупатор на територии. And in these И territories, на овие there is територии about three- има околу between 3 and 4 million people. 3 до 4 милиони луѓе And when you и occupy кога a ги territory, окупираш the територија population in и the населението territory на doesn't таа want you, територија не те сака, then of course you тоа е become секако дека ќе станеш a dictatorship. You become a диктатура, tyranny, you become тиранин a ќе станеш, predator. предатор ќе станеш, како You сакаш cannot наречи го. be- you cannot Значи occupy не можеш да territory окупираш with millions of територија people со милиони луѓе and remain human и да останеш хуман, and remain moral. да останеш морален. It is an Етичен. immoral act Неморален акт е тоа, to force people to be да under се occupation. присилуваат луѓето да живеат под окупација. Како Америка го се однесува во оваа ситуација? Да видам, интимно тие многу даваат подршка. Од друга страна, исто така скришум даваат подршка и на другата страна, на украинците, имајќи факт дека се европјаните им дадоа кандидатски статус, што во една прилика слушнав една анализа, украинците има многу фурни лев да јадат па да бидат членки на Европска унија. Кој е ова игра? Кој е ова мешетарење? Кој е овој трикови? Ако сме така да ги The наречеме. war is not Војната between Israel Не е and Hamas. помеѓу Израел и Хамас. And the war is И not војната не between е Ukraine помеѓу and Russia. Украина и Русија. Со кого е војната? The war is between Војната the е United помеѓу States and Соединетите Iran држави и Иран and the United и States Соединетите and- држави и and essentially Eurasia, Евроазија. China, Russia. Кина, The Русија. combination of China and Комбинацијата на Кина и Русија. So the Така United да States is Соединетите involved, држави се во војна. and it is using И тие користат states. прокси држави, client states. клиентски држави, It is using Israel to користат fight Израел да се бори против Иран, Hezbollah Хезбола, in Lebanon. во is Либан, Iran. е Иран, проирански. Hamas Хамас е, in Gaza is во Газа Iran. е ирански. The militias in Милициите Syria во and Сирија и Ирак Iran. се ирански. The Houthis Хутите во Јемен Iran. се This is ирански. all Iran. Се е тоа Иран. This is a fight with Ова е Iran. борба That's why со Israel Иран. И killed затоа Израел yesterday вчера уби an Iranian. иранец. Israel ирански an Iranian killed a senior Iranian official. водечки воен офицер уби Израел вчера. Значи сите признаваат дека војна помеѓу Израел и Иран и помеѓу и ако Израел успее да го победи Хизбола или да примири Хизбола, да го оттргне од Литани реката, тогаш ќе заврши војната, но ако Израел исто така се соочи со Хезбола, биќе Израел не успеа со Хамас. Точка. Не успеа. Не, без разлика како Израел не успеа да го сруши Хамас. Секој го мрази Израел, секој го критикува Израел, дури американците почнуваат да прават притисок врз Израел да запре војната, тоа беше неуспех. И доколку Израел исто така не успее со Хезбола, Израел ќе го нападне Иран. Тогаш ќе има директна војна помеѓу Иран и Израел. Затоа што Израел не може да си дозволи да биде опколен со ирански прокси движења кои што константно ќе го бомбардираат. Тој не може да си го дозволи тоа. Од октомври, од 7 октомври до денес,
Хамас send 11,000 rockets 11.000 ракети испали кон after Израел. October 7. По 7 октомври, не предходно. 11,000. 11.000 ракети насочи и испука кон Израел. Хезбола испраќа дневно помеѓу 20 и 30 ракети. Every day. Секој ден. Hezbollah has a commando Хезбола force има of 10,000 people. сила на командоси од 10.000 луѓе. Израел тоа не може да го прифати. Не може да го прифати да биде опколен со толку непријатели. И ако не успее овие непријатели да ги победи, ако не успее да змијата ја згази, ако не ја згази главата на змијата, а главата на змијата е Иран. Now, similarly, Слично на тоа, Украина игра играта на западот. and especially the United States, Особено на САД. Ukraine is a proxy, Украина е long arm of the прокси, United States. продолжена рака на САД. And it is И fighting таа to се contain бори за да Russia, ја to смири, да ја keep it away Русија, да ја from the трне rest на of Europe. страна од остатокот на Европа. Russia Да is ја completely путне на страна. surrounded. Русија е целосно опколена таму. Finland joined Финска NATO. стана членка на НАТО. Sweden is about to Шведска join NATO. станува членка на НАТО. Turkish parliament Турскиот approved парламент this. го одобри тоа дека Шведска when ќе влезе. Sweden and Finland Кога join Шведска и NATO, Финска ќе се приклучат all кон of the НАТО, land borders of сите Russia државни граници will на be Русија ќе surrounded бидат by NATO. опколени со НАТО. It's a siege. Тоа е еден вид опколена од НАТО ќе So, биде државата. Russia wanted to push Значи NATO Русија back. сакаше НАТО да го оттрне од себе And the и easiest was најлесен Ukraine. начин беше преку Украина. So they attacked Ukraine. Да, тој е нападна Украина. But Но NATO surprised Russia. НАТО ја изненади Русија. I think Russia was very surprised by the Беше reaction of the многу West. изненадена How the West Русија is од committed, реакцијата на how much како money they gave Ukraine, Западот е the посветен, best колку weapons, пари, best најдоброто advance, оружје го дава high на Украина, technology. највисока технологија You know, и така membership in натаму, EU, членство they во didn't ЕУ. expect this. Тие не очекуваат толку. And so now Russia И is сега Русија е Ukraine is- заглавена и Украина е заглавена. the problem in the West Проблемот is на Западот е that дека not everyone не agrees to секој help се Ukraine. сложува да помага на Украина The West повеќе. is not monolithic. Западот не е монолитен тука веќе. Russia Русија has its own problems. If you има want, своји проблеми, I will tell you in a minute. Ќе ти But кажам. the West has big problems но because Западот има исто така големи there are проблеми затоа што debates and тие disputes within the дебатираат, имаат спорови во Западот, значи западните Hungary, држави. for example. Унгарија на пример is a friend of Russia. е пријател на Русија. Slovakia Словачка is a friend of е Russia. пријател на Русија. Poland used to be until recently a Полска friend до of Russia. неодамна So беше not a пријател на friend of Русија. Russia, but like Не пријател на Русија, Anti- но anti-Ukraine. антиукраинска Anti-Ukraine. беше. so Така да even in the EU, и во there is ЕУ no consensus. нема консензус. So now, for example, Така да, the package например, of 52 billion Пакетот од dollars 52 was supposed милиарди to be долари што is САД frozen. ќе ги дава на Украина е It's frozen замрзнат. because of Hungary Замрзнат veto. заради Because the ветото на Hungary Унгарија, veto. односно на So ЕУ. Germany proposes Така да now Германија that each предлага country секоја земја will send money да to праќа Ukraine, пари not the кон EU, Украина, не ЕУ, but each country will туку issue секоја bonds, земја special bonds, во овие бондови and да will give the money to Ukraine. да ги издава и да ги дава парите на Circle Украина, да ја прескокне But the Украина. problem is not only На, Hungary. односно Унгарија, но не е само проблемот In со the Унгарија, United во States, Соединетите држави there are има big големи minorities, big малцинства, малци Huge конституенти, number of voters. големи броеви на гласачи, They don't want to кои support што Ukraine. не сакаат да поддржуваат For Украина example, повеќе, на some пример, of the Republican некои base, од републиканците, especially the базите на Republican републиканците, base that особено supports базата на Donald републиканците кои што го поддржуваат Доналд they don't Трамп, want to support Ukraine не сакаат because да ја they are поддржуваат Украина isolationists. затоа што тие се These are изолационисти. people who believe Тие that се the луѓе кои United веруваат States дека САД should not intervene не треба да интервенира outside its borders. вон своите граници. Дали ова година сега што доаѓа 24-та председателска година, изборна година, дали смее Бајден, мислам тимот на Бајден, демократите, да играат додатна жилет и да инвестират мимо волјата на републиканците кои се исто битен фактор одлучувачки во представничкиот дом, се тоа видовме каква ситуација имавме со човекот кој даде отставка или како беше од представничкиот дом и падна у хаос. Дали може да се случи да американците ретарираат? Еве го имаме и овој случај со Израел. Според анализите, САД емотивно го поддржуваат, но се воздржани од натамошната војна на Израел кон Хамас. Дали тоа се плаши конечно Америка да влезе во вакви опасни игри? I don't think we have to wait Не, 1 year мислам, until the дека треба да presidential чекаме elections. The една problems година are до right now. изборите. Сега се For проблемите. example, the United States Например, shortly Соединетите will not have a држави нема да има веќе буџет Исцрпено. наскоро. the budget has not been approved, Буџетот не е одобрен. and everyone went on a vacation. И отидоа на одмор All сите. the senators and congressmen Сенатот, went on Конгресот отидоа на There's no одмор. budget. Нема буџет. The special bill, the special Посебниот закон, law act, последниот закон, included кој што assistance for вклучува Ukraine, поддршка на assistance for Украина, Israel, за Израел and и assistance for Taiwan. за Тајван.
That bill has not been Тој approved. закон Did не not беше pass одобрен, Congress. него помина Конгресот, So now there's no така money. да сега нема пари. There's no money to give Нема Ukraine, пари да Israel, се or даваат на Taiwan. Украина, ни на Тајван, ни на So Израел. what Biden is И doing, што Бајден прави, using тој special користи funds, посебни and he фондови gave now и Ukraine сега на Украина и $250 million. 250 милиони долари насочи пред неколку часа, $250 потоа million. 250 милиони долари испрати, But this is но nothing. тоа е малку, Ukraine was ништо. promised На Украина и беа 50 ветени 50 милиарди, 50-60 billion. 50-60 милиарди. So Ukraine Така is да running low on Украина munitions. исто така и недостатъчно The Russians амуниция. are beginning Русите to почнува make gains да in the land, добиваат on the територии war land. се The Russians повеќе. pushing Тие ги Ukraine back. притискаат украинците назад They и just conquered, освојуваат for example, територии. Маринка ја So освојува the Russians are неодамна. re-entering Значи русите Ukrainian влегуваат territory повторно because на Ukrainians украинската don't територија have weapons. затоа што украинците веќе They ran немаат out of оружје, им недостасува оружје. So Нема оружје. Ukraine is Така now да attacking Украина the navy сега of Russia. ја напаѓа морнарицата на Русија, не можат на копно, но го напаѓаат морето. Ги напаѓаат бродовите и The Black Sea. центрите на Црноморската флота и така натаму. This is not a long-term Но тоа solution. не е It will долгорочно decide the war. решение и нема It да is ја not the одлучи whole navy of војната и да ја уништи целата морнарица на Русија, нема да го решиш. Симултанка на две полиња од шаховската табла. Имаме Блиски исток и имаме Украина од другата страна од топката. Што мислите во случајот еве Путин успеа некој да го договори да се кандидира за председател, покрај тоа што не закаже? Како го толкувате тоа? I'm not sure I understood the question. Some proposal come that Vladimir Putin, first of all, not decided to. Ah, yes, about I the saw election this. for president. Да, го I видов saw тоа. this joke. This А таа charade. шега и шарада ја видов. Putin passed a law, Путин донесе закон 2 years ago that пред he 2 can stay in години да power може да until остане 2036, на власт до 2038. Putin will never leave the power. Путин никогаш нема да ја The minute напушти he leaves власта. power, he's Кој dead. ќе напушти So власта he е will мртов. never leave. This is Никогаш his нема да insurance се трне од фотелјата. Тоа му е осигурителна полиса за да остане жив. Се додека да му елитите го Имаме една остават на интересна- власт. Овој прекрасен глас што проведува и во време на моето гостување во мојата емисија спомна за една неутралност на Украина. Имаше ли таква можност украинците да бидат неутрални и да се избегнат овие ситуации или второ поделба на Украина на два дела како што беше ДДР и ГДР, Западна и Источна Германија? No, this second solution will Ова never второ happen. решение никогаш нема да се случи затоа што Европа нема да прифати Territorial changes територијални in borders. промени If на you start границите. changing Ако borders, почнеме да менуваме граници, there will be ќе total има exclusion of all експлозија во Европа, Europe. целосна. Yes, there will be issues Ќе with има Poland, прашања there со will be issues with Полска, Slovakia, Словачка, there will be issues with прашања, Ukraine, проблеми со all Украина. the countries of Сите Europe земји во are Европа arguing with each other about имаат borders. спорови за границите меѓу But there себе. is an agreement Но that има borders спогодба cannot change. границите да не се This менуваат, is така да А овој what I овој agree пат for не е is она that што се soon, сложува целосно дека because there will наскоро be no money for Ukraine. нема да има повеќе пари за Ukraine will Украина и have no Украина нема да има оружје повеќе да се Ukraine бори. will Украина begin to lose the war ќе on почне the да ја land. губи војната на копно Soon, Ukraine will и be forced to наскоро negotiate Украина with ќе биде приморена да седне да преговара со Русија. Тука сум Russia. сигурен. And definitely if И Trump дефинитивно becomes ако Трамп стане Ukraine will have председател, to negotiate with Russia. Украина ќе мора да Дали преговара точно со дека се Русија. чекат резултатите од председателските избори во Америка па да се заврши војната во Украина, имајќи факт дека топката оди кај Доналд Трамп и дека тој треба да го шутне пеналот. Russia's strategy Руската was стратегија to беше wait. да чека. Russia failed. Русија не успеа воено. The Russian army was Руската exposed армија as a беше paper tiger. како Exactly like Israel. тигар од хартија, како израелската paper армија. tiger. Тоа се They тигри are од хартија. strong on paper. Тие се само But they силни на actually хартија, strong. но не се на терен And толку so the силни. Ukrainians Така succeeded да to defeat Украина them, успеа definitely. да ги порази русите, The дефинитивно. Russian goals of the war, Руските цели one на of them војната, ниту was еден accomplished. од нив не беше they постигнат. don't even succeed. Тие дури even не succeed успеа to conquer ни Donetsk, да Донецк да го освојат which до is a крај. small Кое part. што е мал They didn't дел, succeed to тие не conquer успеа Donetsk, дури 60% Донецк of да го Donetsk is Russian, 60% 40% и is се Ukrainian. руси, 40% се So there украинци was a во total- басенот Донецк, така total да defeat Украина, for Russian army. односно Русија But целосно ги изгуби The војната. Russians decided to Но use another русите strategy. одлучија да користат друга They said, стратегија. okay, we Тие stop- рекоа, ќе we stop where we застанеме каде што сме, We fight a little. ќе се this бориме village, тука that или village. таму, село или But ова. generally we stop. Но општо ќе застанеме And we wait. и ќе чекаме. We wait. Чекаме. As long as we wait, Се дока ние Ukrainians чекаме, will run out of money, украинците ќе им will run снема out of пари, weapons, ќе им снема and most оружје important, и they најважно will run out ќе им of the снема support of the West. поддршка од Западот.
And Putin И was Путин беше It's во exactly право. the same. Токму тоа се случи. Чекаш што ќе се случи. right. The West is not reliable Западот ally. не може да Има му капацитет. веруваш Има ли како туку сојузник. економска моќ Запад да ја и натаму ја сапортира? Listen, Види, people don't understand. луѓето не разбираат. The whole Целата aid to Ukraine, целата помош кон all the Украина, money сите пари given to Ukraine што им беа дадени на Украина, is се 0.25% of 0,25% GDP of the West, од БДП-то на западните of држави, Europe. од Европа. The Ramstein Group. Рамстейн групата. It's known as the Ramstein Group. Тоа е Рамстейн групата. 0.25%. 0,25% само. That's all. Толку. This is all the money that they give to Ukraine. Се тие се парите што и беа It's дадени nothing. на Украина. Тоа е The ништо. money is nothing. Тие пари се ништо. They can double the aid. Тие to може Ukraine. да They ја can дуплираат triple, they помош, can- да ја триплираат, да It's not the money. не е за парите. Се работи the West за is тоа да weak, Западот е слаб, Lazy, мрзлив. is not built to fight. Не е скроен West да се is бори. interested in Западот има hamburgers интерес на and хамбургери и Netflix. Is not a fighting partner. Западот нема And is моќ not a за борба reliable ally. и не е You сојузник cannot на кој што rely on може the да West се to be your ослониш. ally. Не можеш да се Long ослониш term. на Западот догорочно да ти биде When the сојузник. Russians start Кога something, русите ќе they почнат can нешто, continue тие for може 50 да years. продолжат 50 години They да го are туркаат. like crazy. They Тие don't се see како anything. луди, They тие continue. не гледаат друго, тие Same with the продолжуваат. Chinese. Исто е со кинезите. But the West Западот starts, and after 1 year, започнува нешто и they по една become bored. година станува It's old досадно. story. They И move станува on to the злодено, next стара one. приказна, Not нова interested. приказна, сакаат не се They интересни begin to повеќе. say, why should I И give him почнува the да money? зошто да му ги давам парите, јас And можам да so си on. користам парите за мене, And така so, да a country that земја relies која on што Western support, очекува за поздрка is a од stupid Западот е глупава земја. and Putin knows this. И Путин And го he знае knew that тоа. all he had to И do тој знае дека was се што wait треба да for the направи age да of чека TikTok, да ерата на TikTok, for the age of TikTok and ерата на Netflix and so TikTok, on, Netflix и така натаму, get tired of да се измори од Украина. Сам околу Молдава. Еве, One more thing with Да, your permission. Само ако дозволиш една работа. Long before the war started in Ukraine, Многу пред да почне војната во Ukraine Украина, had many conflicts Украина имаше многу конфликти with other European со countries. други европски земји. They had a conflict with Slovakia. They had a Има conflict конфликт with со Poland. Словачка, со They Полска, had a conflict with Hungary. со Унгарија. Ukrainians were not friendly. Украинците не беа members of пријателски the расположени European со Union. членките Not at од all. Европската унија. Воопшто не. So, Така and да then the war started. и потоа започна And војната 3 million и Ukrainians 3 went милиони украинци to these countries. пребегаа во тие земји. With these countries which were not Во friendly to земјите каде Ukraine. што не беа пријателски Suddenly were расположени кон flooded Украина. Одесна тие with беа 3 million поплавени со Ukrainians. 3 милиони украинци. And these 3 million И Ukrainians овие 3 took милиони the jobs, украинци ги земаа и работните social места, security money, пари од социјалното took осигурување, budgets, took- почнуваат and од local буџетот да and добиваат local пари и population локалното became very население angry. почнува да се љути. For Да, example, например, farmers фармерите in Slovakia, во in Словачка, Poland, and so on and so forth, Полска и така натаму had huge losses има големи загуби because grain from затоа што Ukraine came to житото од Europe. Украина се продаваше The во Европа. Ukrainians could not Украинците sell не wheat, можеа corn, пченица, grain. They couldn't sell it пченка to Africa. и жито да Because продаваат Russia на Африка blocked затоа што the Black Русија го блокираше So, Црното море, така the да Ukrainians sold it украинците in се Europe. свртеа кон пазарот на Европа и го And продаваат all таму the житото и farmers сите of Europe фармери на Европа колабираа. Ukraine did Сите not make земјоделци friends кораби, значи with the Украина не си прави Ukraine пријатели made со enemies европејците. Туку си in ствара Europe. непријатели Many во Европа, многу непријатели. And in the United States, И во САД Ukraine made friends, Украина се with спријатели Democrats. со демократите, but not with но Republicans. не со републиканците. These were two Тоа се catastrophic двете geopolitical mistakes. катастрофални геополитички грешки. прави непријателства со европјаните. This is the situation. Е, тоа е проблем. Еве, They're not гледате што getting се money, случува. they're not getting weapons. Не добиваат пари, не добиваат оружје. That was a big mistake. Тоа друга страна, беше Русија- огромна грешка. Заработува многу. Преку 3-40 милиарди, сега прочитав рубли или нешто за продажбата со газ или што беше. Мудра политика води Путин и те како, имајќи факт дека дали можете тука да ми спомнете дека американците си го терат бизнисот со русите и со газ и со нафта. Gas and Не, oil and околу energy гасот, products were енергетските never part of- производи и Покрај тие нафтата. баргај, покрај тие No, there was never sanctions on gas and oil. Немало санкции на Much later, газ и they на put a нафта. cap. Подоцна They put a ставија ceiling on the price. блокада на цената, знаете, Price, и but највисока not on the цена утврдија, но не на So there продажбата, were never така да sanctions никогаш on немаше oil, санкции gas, за other нафта, energy газ products. или други енергетски But Putin енергенции. Но is driving Путин Russia to total destruction. Русија ја води кон целосно уништување. Today, Денес, една третина one third of the од manufacturing in Russia производството на is Русија military. е за воени потреби.
military. 1/3 за воени потреби. This is not productive. Тоа не е продуктивно производство. It's a manufacturing Тоа е that you производство do not export. кое што не можеш да го извезеш, Manufacturing that производство doesn't кое bring што money не ти враќа пари It назад, is manufacturing that тоа е eats производство up the кое money. што ги And it disappears in the цица парите и во војната се уништува. So, Така да 1/3 of 1/3 Russia's од economy руската економија денеска е посветена на производство на оружје. because a И lot of money is затоа going што into многу producing пари weapons, одат во производство на оружје, you don't realize не можеш that да the сватиш Russian economy is дека actually руската collapsing. економија колабира во суштина. Russian economy is in Руската total економија chaos е and во collapse. целосна But хаос и It is колабира. covered by government expenses Но on weapons. поради трошоците од државата за оружјето, државата многу пари to the economy инвестира во to економијата make weapons. да произведува оружје. So people are getting Така да salaries, луѓето добиваат people плати, are making profits, прават they don't профити feel. и не They think the чувствуваат, economy is good. мислат дека економијата But е it's во ред, nonsense. но не е тоа така. Тоа е глупост. If you Ако dedicate ти 1/3 of your посветиш economy 1/3 to од твојата non-productive економија на activities, непроизводни your активности, economy твојата економија will die. очекува дека ќе колабира, дека ќе пропадне. Одиме на другата шаховска табла, на половина од шаховската табла во Израел. Како е со Биби? Имајќи факт дека играше таква улога, дека флиртуваше со Хамас, од друга ситуација, каква е ситуацијата на израелците кои не го сакали, имаше протести против него? Дали се рехабилитирали или натаму се нервозни и не го прифаќаат Нетањаку? Israel is in a state Израел во of ситуација civil во war, состојба на граѓанска војна. but it is very, very Но slow motion civil war. Еден вид многу people don't realize спора this. војна. It Луѓето don't look нели like civil гледаат дека But има it's граѓанска absolutely војна, civil но е граѓанска војна апсолутно. As long as the war Се додека against војната Hamas is против Хамас трае, happening, the internal conflicts will внатрешните be somehow конфликти contained. ќе останат Then there will be war with Hezbollah. ограничени, ќе има потоа војна против Хезболах и така натаму. Повторно конфликтите ќе бидат ограничени внатре. Ќе има еден вид мир, минимален мир. There will be many conflicts, but Ќе има minimal. многу конфликти, но минимален. the minute these wars Но will stop, штом војната ќе There will заврши, be open ќе се civil war. отворат граѓанска no doubt. војна во немам сомнение Open дека civil тоа ќе се случи. Има отворена граѓанска Possibly војна, violence also. дури со многу насилство. Israel is not one country, it's Израел two countries. не е веќе една земја. Две земји, имаме right. леви, имаме There is десни, religious and имаме верски secular. и секуларни, There is Sephardi, имаме Ashkenazi. сефарди и Israel ашкенази. is divided Израел е поделен very strongly. многу into two. силно на два дела. Similar situation Слична is in ситуација е во САД, where you have Republicans and каде што имаме Democrats. републиканци и демократи And actually, и United States во is two суштина countries. САД е две земји, не една. Anyone who И supports секој кој Donald што Trump го поддржува Трамп is not the same не е American истиот like someone who американец supports како Biden. некој што го поддржува They are not Бајден. the same Тие не се истите американци. So, Така these да, countries, United овие States, земји, Israel, САД, they are on Израел, the way to се civil на wars. патот да On the way. отворат граѓански војни. And I have no doubt this И will happen. The немам big сомнение winner дека of ќе all се this случи. Најголем добитник од сево ова ќе биде is China. Кина. China, Кина, the economy of China економијата is на on the verge Кина of collapse. исто така е на работна пропаст. Very bad shape. Кинеската економија во многу лоша состојба. Најлоша остојба последниве 30-40 години. Некои велат дека е во најлоша положба од почетоците на Кина, модерна Кина од 49-та година наваму. Кина, China's only way единствен начин на Кина somehow survive да на некој начин which could bring и економската криза ја потекне да во државата која што може да добие на политичка криза, единствениот начин на Кина е да креира market глобален пазар equivalent of the еквивалент на ЕУ and so China и became така allies with Russia Кина ќе стане сојузник со Иран, со Русија, in BRICS. во БРИКС, Together with Brazil, ќе оди со Бразил, со Јужна Африка Argentina. и Аргентина. So Така да China now is Кина сега креира a global глобална sphere, a global сфера, market. глобален пазар China will try to и replace Кина the ќе се dollar. обидува доларот да го with the yuan. замени со јуанот. If China Доколку succeeds Кина успее to unify да ја its обедини, markets, да ги its обедини export своите markets, пазари, separate извозни ones, пазари, освен If САД, China succeeds, ако China Кина succeeds успее да ги to create обедини своите пазари, да bloc креира блок, that competes with кој the што EU. ќе се надпреварува со And ЕУ, this bloc и овој uses блок the да yuan, кој користи јуанот, then China тогаш will avoid Кина ќе economic crisis ја спречи and економската become криза, the next ќе ја superpower. преброди економската и ќе стане наредната суперсила. Кои се вашите прогнози за во 2024 година визави се ова што го говоревме во рамките на блискоисточната криза? We will see many Ќе видиме многу конфликти кои што ќе еруптираат низ светот.
Затоа што сега Западот се бори за својот живот, за опстанок против Русија и Кина. Овие се два тектонски плочи, супер сили, кој ќе преживее? Дали Западот ќе продолжи да биде број еден? Или Кина ќе стане? Или Русија е слаба, Русија е шега, но дали Кина ќе стане? Тоа е битката. Ќе имаме војна во Азербејџан, војна во Израел, војна во Украина, војни на секаде ќе има. Ќе има наредната 20 нови војни ќе избувнат наредната година. Секаде каде што Западот се среќава со Истокот, ќе имаме војна. Секаде. Благодарам многу што беше мој соговорник. Ти посакувам среќна нова година и многу здравие теби на твоето семејство. И те очекувам и наредната година повторно студиото на телевизија Вистел, Гласот на народот. Почитувани, еве, дедовме до финалето на ова последно издание на Гласот на народот на телевизија Вистел. Со оглед, ви благодарам што бевте со нас овие изминати 4 месеца во континуитет. Се обидовме да бидеме ексклузивни од другите медиуми, посакуваме и ним доста ексклузивитет, бидејќи не треба да се радуваш дека си сам, треба да се радуваш да споделиш радоста и среќата со сите. Бидете ми живи и здрави. Утре ве поканувам во една исто така последна емисија во рамките на мојот вечерен магазин. Ексклузивна можност. Професор доктор Светомир Шкарич. После години прв пат се појавува на медиум, а тоа е во телевизија Вистел, во вечерва со Слободан Томич во 21:15. Пријатен вечер. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.